ние моментално се наоѓаме токму пред училиштето Димитар Поп Георгиев Беровски во Скопската населба Хром во општината Ѓорче Петров. Именно и покрај денешните обвинувања од страна на Социјалдемократскиот сојуз, како што кажа и ти, дека ова училиште, иако уште лани лидерот на ВМРО ДПМН најави дека ќе биде реконструирано, односно изградено, социјалдемократите обвинија дека не постои вакво училиште, меѓутоа веднаш реагираа од Министерството за образование, кои што ги негираат ваквите обвинувања и исто така посочија дека ваков објект постои, како што може да се забележи и позади мене. Значи, ова е еден нов современ објект во кој што Министерството за образование има инвестирано околу 27,5 милиони денари на 2 ката со повеќе училници, како и работни простории и простории за библиотека. Исто така, значи, предвидено е во најскоро време ова училиште да се комплетира и се разбира учениците да можат да ја продолжат наставата токму во овој нов и современ објект. Исто така, во изјава за телевизија, нова директорката Јасмина Костадиновска на основното училиште истакна дека е револтирана од ваквите обвинувања од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Најави дека што поскоро ќе се комплетира опремата во училиштето за секако да може учениците да почнат со своите школски активности. Во продолжение предлагам да ја слушнеме изјавата од директорката Јасмина Костадиновска. Еве се наоѓаме во училиштето за кое што СДСМ тврди дека не постои. Јас сум изреволтирана од ваквите лаги, бидејќи како што секој може да види, училишниот објект постои во населбата Хром, дека тој е готов, така да попусто е и непотребно и недолични се лагите на СДС, вака не се добиваат политичките поени во секој случај. Деновиве ова училиште ќе биде докомплетирано со училишен мебел, клупи и столчиња и учениците ќе продолжат со настава во ова исто училиште во населбата Хром. Овој објект, како што беше и ветено, така и направено и изграден, благодарение на господинот Никола Груевиски, премиер на владата поранешна на Република Македонија, на Министерството за образование и наука и на општината Ѓорче Петров. Токму поради нивните ангажмани и заложби, учениците во оваа учебна година ќе имат исклучително квалитетни услови за настава во ова училиште, во ова населба Хром. Имавме прилика да ја слушнеме изјавата на директорката Јасмина Костадиновска на основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски во Скопската населба Хром, која што и таа потенцираше дека станува збор за нов современ објект изграден како училиште и во договор со локалната самоуправа се очекува во најскоро време да започнат училишните активности токму во овој објект.